Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата емисија, мојата кујна. Сме во кујната од емисијата Шери, што ќе готвиме денес. Омилена емисија за мене зашто ти готвам за мојата Шери. Мојата Шери е многу среќна, секој ден си има посебно јадење. А и вие можете да направите исто дома, ако си ја сакате вашата Шери. Хајде, да видиме што имаме у фрижидерот. Ајде. Што имаме за готвење? Убаво парче месо, како и секогаш. Андреја, фала ти што си тука за нас. Ова мислам ти е парче јунешко месо. Јунешко месо. Ајде, сега фармер бој. И дадоа цвекло. Цвекло убаво со месо. Ајде, еден модер патлиџан да му ставиме. Тоа. Што можеме исто? Марула имаме овде. Имаме многу намирници, тешко ќе ни биде. Ќе имаме работа. Литва, такви ствари. Не, краставичка. Не, ова не. Не. Ке ставиме малку кисела павлака како гарнир. И јас сакам да употребуваме малку сирење. Го имаме овој протеинското сирење, протеинско сирење со протеинско месо, убава комбинација. Ајде, ова, цвекло. Ме треба уште јаглихидрати, не знам како се кажува точно, ама за мене ми треба компирче. Имам овде сладок компир. Да го свариме овај сладок компир. Да му ставиме како подлога. Парче сирење, парче месо, малку цвекло, модер патлиџан, салат. Ќе имаме работа. А сос? Сос како ќе направиме? Ќе правиме сос со павлаката. Така на страна ќе видиме како или ќе рендаме цвеклото со павлаката. Ајде, ќе видиме текот на готвењето, ќе ни дојдат идеите. Прво да го видиме ова парче. Ова убаво парче месо. Браво. Андреја, ама ово месо е малку ова е како рамстек. Може, гледамо ти, гледате, како да кажеме, месото е вака. Ако го сечаме тенко, ќе можеме да правиме како... така ќе го направам. Ќе мора да го печам, да остане уште малку полаживо и да сечиме тенки ленти од оваа страна, за да биде лесно, меко за јадење и за сечење. Ајде, ќе ни треба една таба што ќе оди во печка. Печката ќе ја ставиме, ама не многу јака. Ќе ја ставиме на 120 степени. Така, па ќе го ставиме месото, да не се печи премногу, да остане како надвор убаво печен, а внатре да остане уште црвен рер, како се кажува во жаргонот на кујна. Океј, ајде, најако. Идемо, так. Малку зејтин. Ајде. Нека се топли и ќе го ставиме месото да се ржи. Ние во меѓу време цвеклото ќе направиме едно цвекло. Компирите точно, да. Ќе почнеме со компирите ќе ги свариме на брзина. Овде ќе му ставиме вода. Не ми треба многу вода. Таман топла вода. Ќе направиме како едно пюре. Имаме 2 компирчиња. Пире како подлога. Супер ќе биде. Валя. Брзо, малку крупен сол. Валя. И мешани зачини. Валя. Топ. Ајде. Сладок компир многу го сакам. Навистина го имаме секаде во Македонија. Многу е лесен. Се прават чипс со нив. Се прави пире. Се прави варен компир. На многу различни начини можеме да го употребиме. А многу е здраво и многу е вкусно. Многу ми се допаѓа. Да, валя. Ќе правиме
мали коцки, што ќе вариме директно во во топла вода и после ќе ги згмечиме. Или ќе ги блендираме. Тоа, зашто да не? Можеме да ги блендираме во нашиот блендер и да направиме убава пире, што ќе биде многу лесна. Така. Можеме да им додаваме зачини, сол, бибер, малку путер и ќе биде така како убава подлога на тоа. Си го направив филмот. Ќе ви објаснам после. Чекајте малку и ќе видите каква идеја ми дојде за сладок компир. Овде мора малку да се исчисти. Така. Океј, овој дел. Исто, да иступиме. Така. Вала. Што е убаво исто со сладок компир, благ компир, сладок компир, многу брзо се вари. Му треба 10 минути за да се свари. Ако ви треба еден гарнир на брзина, на вистина сладок компир за мене е најдоброто решение. Хап, хап. Хап. Ака. Ќе направам и коцки и ќе оставиме директно во водата. Овде. Да. Месото одиме. Вала. Ајде. Месото почна да се прже. Компирот оставаме да се вари и одиме понатаму со други остатите намирници како гарнир. Хап. Ете, хап. Зошто го сечам на мали коцки, за да оди уште побрзо. Вала. Хап. Така. Таман. Брам. Имам слушано, оти се прави исто и сок од благ компир. Се пие сок од благ компир. Немам пробано до сега, ама имам слушано и оти е убаво исто и здраво да се пие сок од сладок компир. Ако знаете, ако познавате тоа, пишете ме на емисијата, на шери на Инстаграм и ќе видиме, ќе пробаме. Кажете ми каде се купува, ајде да купиме и да видиме на што личи еден сок од благ компир. Ајде. Опа. Месото, вуала. Се фати боја од една страна. Точно што сакав. Одиме со крупен сол. Супер. Нека се потпече малку и во рерната. Како кажав, 120 степени не е јако, си има време. Додека спремаме сите другите наменици, месото ќе биде спремен. Ета. Лага. Чао. Ова може да оди горе и да се продолжи да се вари. Океј. Одиме со зеленчукот што ни останува. Вау. Убав модер патлиџан. Таман. Ке правиме крукчиња. Многу сакам крукчиња така да ги ставиме како гарнир во тањир. Едно тавче. Се враќа тука. Супер. Малку масливо масло. Малку зејтин. И директно ќе му ставиме, како да кажам, мешани зачини. Зошто? Моти така, кога ќе го ставиме, ни ставиме крукчињата од модер патлиџан, директно ќе бидат во контакт со зачините, ќе се зачинат директно од таа фаца и малку ќе се изгоре. А многу убаво е така. Вкусото да знаеш, многу брзо. Ете, му ставаме пак. Ти модерот патлиџан упива многу од масливото масло и од зејтинот. Така. Вуала, сега од другата страна. Така.
ова почна да се вари. Така. Салакис за накрај. Ова, не пазиме да не изгорат. Вала. Хе-хе. Мора уште. Веш. Многу упива. Вала, ама ќе го намалиме. Од упивање ќе ми изгорат. Но ќе можат и они да одат во печката. Што не е толку јака, може и рачката да оди ова. Ова е рачка силиконска и ќе издржи во топлината од печката. Ајде. Свеклото. Да го издупиме. Имам опција. Не знам зашто мислам да го направам така. Ќе го исечам на мали коцки и ќе го изблендирам. Сакам да направам како еден сос од свекло со павлаката. Зашто да не? Тоа е убавината од свеклото. После раците ви се црвени. Па да. Што готвеше? Свекло. Не можеш да го криеш. Ајде. Е така. Вала. Ножот. Он е чист, ама раците остануваат малку црвени. Ајде, нека стои тука. Свеклото е тука. Ова. Тука ми е. Мислам оти овде. Уште малку и спремни се, да. Океј, ќе одат во печка. Не ни треба. Супер, ќе ги ставиме вака. Они се завршени. Ова се прави. Да го намалиме. Ова, не ми треба више. Валя, окей. Да. Окей. Одиме со блендерот. Ќе направиме нешто сега, ќе пробаме, ќе видиме, ќе направиме нешто малку по специфично. Една кисела павлака со свекло. Тоа ќе ни биде сос. Ќе го направиме малку со тревки, ќе му ставиме исто и млат кромит со свеклото. Оп. Вака. Ќе му земеме парче. Оп. 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 Ова доволно, уште едно маличко овде. Таман. Вуала. Што е убаво со младиот кромит, дава убав шмек, ама не лути. Кромидот, стариот кромит, може неколку пати да дава така еден вкус малку појак, полуто, зависи што, малку маслиново масло. Така. И сега да не го пипам више свеклото, ќе се трудам да го исечам без да го пипам. Ете. Хап. Ола. Се надевам оти кои ќе успееме да го изблендираме, ама мислам оти Беко има доволно сила да стигнеме да го изблендираме. Е, така. Вала. Хап. Супер. Таман. Ова ќе се избриши. Вала. Супер. Чисто. Ножот. Исто. И ајде. Капакот, тука. Што мислите? Ќе се блендира или не? Ја мислам оти да. Ајде. Таман. Ајде. Ше малку. Хе-хе. Браво. Се направи убава текстура. Ми се допаја. Ама сега ќе му ставиме малку павлака. Хап. Ајде. Вуала.
Океј. Одиме со неколку зачини, одиме со малку повеќе сол. Што ќе му ставиме уште? Имам овде? Не. Куркума, шафран, што има цимет. Да бидам малку цимет. Цимет. Со цвекло. Интересно. Цимет. Кисела павлака. Цвекло. Имам сега уште други зачини. Мојата посебна кутија. Знаете, јас со мојата омилена половина патуваме низ цел свет. Донесов, оти што сме овде, одиме со мириси, со вкусови, како повеќе мароканци. Имам донесено кумин. Кумин, ова е нешто убаво, мелен кумин, ама од Мароко. Има посебен шмек. Тоа исто, кога вие патувате, кога одете во други држави и све тоа, јас сум готвач. Обавезно мора да одам до пазарите и све тоа, да видам, да научам, да пробам нови зачини и све. Ова кумин дава посебен шмек и посебен мирис на сите кујне. Има еден друг, што го имав овде купено, ова се вика Хазел Ханут. Чудно име, навистина Хазел Ханут, и тоа е типично арапски, мароканско, каде го купивне. А ова е нешто, зачин, што ви го продават таму и ви кажуваат, оти ако готвите со овој зачин, никогаш нема да гутнете јадењето. Оти ова е посебен зачин, една мешавина од 20 зачини, што го има на масата на човекот што продава зачини. Хазел Ханут е масата на човекот што продава зачини. Шпајсот, да кажеме. Ете тоа. Ова се посебни зачини. Сега што има внатре, извините, не можам да ви кажам. Ама, навистина, превкусно е. Вау. И преубаво мириса. Ете, со ова сум сигурен, оти нема да утнам рецептата, денешната рецепта. Така, вуаля. Ова си го ставам на страна. Како ви кажав, овде има од Индија, има од Дубај, има од Мароко, има пуни зачини. Тоа ми е тајната кутија. Ајде, ја вракам ја. И мислам, оти сега може пак да изблендираме. Ајде. Хо. Браво. Ова мора да се проба. Се смејам, оти навистина преубаво е. Пробајте го тоа дома, ќе бидете презадоволни. Мислам, оти компирите се спремни. Да, спремни се. Месото уште малку е спремен, сме при крај, а ние се гледаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Епа да, брзо се вративме. Сме при крај, како кажав, модерот патиџан спремен. Виното си го зедов, тука е позади вранец, таман ќе биде. Месото, мислам оти месото, можам да го вадам. Месото, како кажувам, се смее. Месото е спремен. Ова е спремно. Пирето, ајде, брзо да го направиме. Тоа бара малку само, чекај, гледам како да го направам. Ми ќе ми беше убаво да го направам во ова, ама ќе најдеме друго решение. Ајде. Седалка. Тука е. Враќаме. Хvala. Океј. Сега си ова оти. Доста е топло. Овда топло. Ке го изблендирам со ова. Ајде. Ова не ми треба. Се врати тука. Хоп. Му ставиме малку путер.
Пат, стој си тука. Ајде. Таман. Малку солен путер. Вала. Опра. 1, 2, 3, 4 парчиња. Доволно ќе биде. Ne? Видите? Не воля? Пирето? Не спремен? Брум, 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 брум. Беко се наврши, се заврши работата, не. Имаме пире од сладок компир. Ајде, хоп. Само да ми се вади. Ова правара. Вала. Таман. Завршено. Ајде. Одиме за презентација. Стој ми тука. Да. Океј. Да си правиме место. Ова завршено. Ова завршено. Позади. Винцето почнува да биде дел од презентацијата. Малку салата. Многу сакам салатата од средината. Така. 2-3 парчиња. Салатата од средина. Ништо поиќе. Така. Лажици. Тука ми се. Ајде. Одиме. Со пирето од сладок компир. Вака. Океј. Тука. Тука. Парче сирење. Така ми беше идејата. Да му ставиме мало парче сирење. Така, протеинско. На пирето. Океј. Сега месото. Штипката. Ги имаме исто модриот патлиџан. Три. Така. Супер. 3. Океј. Завршено. Знаев ти беше топло, да не? Хап. Вуаля. Ставаме позади. При крај сме. Ножот. Одиме сега, како кажав, долги парчиња. Вау, та месото е како сакав. Мераклиско. За мерак. Вака на должина, зошто? Оти нервите се на другата страна и кога ќе го сечете месото, ќе ви се топи во уста. Треба секогаш против нервот да се сечи месото. Ете така. Океј. Браво, убаво парче. Ова ќе биде вкусно. Плюс со виното што го спремав. Спремав едно вранец од стоби. Мислам ти со јунешко месо. Препорачано е вранец. Вранецот е вино малку појак. Да кажеме, може да се пи малку поладно. Да кажеме, да го ставиме во фрижидерот пред сервирање, ама ја го сакам повеќе кој е во амбиент. Тоа е, како да кажам, амбиентна температура. Многу повкусно ми е мене.
Вака, ете, 3 парчиња месо. Овде исто, 1, 2, 3. Имаме уште едно парче плюс, имаме 4 парчиња месо. Вау, вака. Чистиме. Океј. Тука. А сега убавината на крај е сосот. Сосот што го направив со цвеклото, кисела павлака, блендирана. Гледате како убаво изгледа. Какви убави бои, малку млад кромит. Браво. Многу ми се допаја и се надевам од и мојата омилена шери ќе биде премногу задоволна. Вкусовите што ги ставив натре од кумин, од цимет, они доаѓаат така на површина. Вуала. Го имаме двете тањери. Чисто една мала декорација да имаме вака, да личи. Што можеме да ставиме? Да, имаме малку оригано. Може малку оригано вака, ете така. Океј, оригано. Маслиново масло. Каков шоу прам денес. Не знам, има денови така, што сум малку повеќе расположен. А и вие дома, сигурно, има денови уште малку по-расположени, да кажеме. А денеска ќе уживаме. Ајде. Вранец, стоби. Јапс. Ајде. Ше малку. Шери. Да, знам, тука си. Дојде. Ајде. Само да го отворам виното, ќе наздравиме и ќе си јадиме. Вуала. Многу добро вранец. Опа. Опа. Ајде. Вранец за денес со нашето убаво јадење. На здравје и се гледаме утре со нови, преубави, превкусни рецепти. Чао, чао. Вранец Македон. Вранец е најзастапената сорта на лозовите насади во Македонија. Како таков, вранецот го имаме во различни форми. Ние денес ќе разговараме во формата Македон, односно вранец во премиум варијанта. Овој вранец има темна рубин боја со нагласени овошно-зачински ароми, робусно, полно концентрирано и богато со пријатни танини вино. Типичен балкански представник соодветен за дозревање во шише. Најпрве одлежува во табови буриња, каде што ги има тие ноти на таб, а потоа зрее уште една година во шише пред да се скроти овој вранец и да биде послужен така како што треба. Најдобро е да се служи на температура од 14 до 16 степени Целзиусови со црвено месо, а може да оде и со погастрономски сирење. Бербата е од сопствени плантажи од регионот Црвени брегови. Бојата е она длабока црвена нијанса, што е типична за вранец. Аромите се овошно-зачински ароми со впечатливи ноти и црвени шумски овошја, каде што најмногу доминира црната слива, а исто така се надополнува и со црната рибизла. Полн вкус со овошно-зачински ароми и кремаста структура со многу меки танини. Ова вино, Стоби Македон, вранец, е темпераментно и раскошно црвено вино со нескротливи ароми, кое што дава асоциација на право типично македонско вино. Што се однесува пак при комбинацијата со храна, се препорачува комбинација со црвени меса, зреени сирења и добра поддршка на зачинети чини. На здравје и уживајте со овој вранец Македон.
Шери, што ќе готвиме денес?